Сето она што не можело да се каже слободно, што требало да се премолчи и да се зачува во себе. Своето место го нашло во песната, ке рече Кочва Рацин. Години потоа, водејќи се со оваа преубава мисла на Рацин, се појавува Ѓорги Дуневски, човекот кој што голем дел од својот живот го посветува во тоа да ја зачува македонската песна од заборав. Но не само македонската народна песна, туку и целокупното македонско творештво во егејскиот дел на Македонија. Најновото дело на професор доктор Наташа Диденко, монографијата посветена токму на издавачката дејност на Дуневски, е во мојата рака, а овде сум со авторката и таа ќе ни раскаже подетално токму за оваа монографија. Диденко, благодарам што ја прифативте поканата и што ве имаме повторно во Добро утро секој утро. Ви благодарам и на вас за поканата. Задоволство ми е секогаш да бидам присутна во вашата емисија. Ова е навистина прва монографија која што го опфаќа истражувачката дејност, што ја опфаќа на овој доаен на човекот кој што го собирал со години народното творештво и го зачувал многу голем материјал за кој што ние не сме свесни. И ова ваше дело, впрочем, има огромна значајност за јавноста, бидејќи преку ова дело многумина ќе дознаат кои песни ние денес ги знаеме благодарение на овој човек. Кажете ми, која е причината, која е појдовната точка, како вие се одлучивте токму да истражувате за него? Значи, пред се, како активен научен истражувач на културната историја на Македонија, целев во оваа монографија да го представам животниот пат на Ѓорги Дуневски, кој што целиот свој живот го има посветено на пренесување и зачувување на трагична судбина на македонците од егејска Македонија. Она што беше императив за мене и што сакав опстојно да го прикажам пред пошироката научната јавност е да ја разбера таа негова длабока визија што ја поседувал, односно способност работите да ги гледа како изгледа далеку кон иднината, а потоа од таа перспектива да се враќа и да гледа како изгледаат во сегашноста. Како човек бил многу активен. Детството го помина во родното место, историското село Бапчор, кое што бил принуден да го напушти во виорот на граѓанската војна. Потоа, младешките години ги помина во Црквиница во Социјалистичка република Хрватска, каде што бил приватен и згрижен во специјалниот дом за деца беговци од Македонија, се до момент кога Централниот одбор на Југословенскиот Црвен крст бара младинци за зачување на занаети, како што се кројач, автомеханичар, радиотехничар и така натаму. Откога го открил, значителен број на народни песни, кои што до тогаш не и биле познати на македонската јавност, со цел да ги направи попристапни и за научната, и за пошироката фила, тој дошол до идеја да формира женска вокална група. И тогаш биле формирани бапчорките, кои што меѓу постарите генерации знаат, биле многу познати, за краток период постигнале голема популарност, не само во нашата земја, туку и ширум светот. Нивни песни само со тоа што ги собрал песните, тој се обидувал да ги имплементира и на некој начин и да ги доближи до распространува низ повеќе проекти. Тоа е многу интересно. Затоа викам имал длабока визија, бил луциден итар, знаел што се треба, бил неколку чекори пред другите, да кажем. Една круна на сето тоа е всушност една негова збирка. Може да споменеме за која збирка на песни станува збор, бидејќи оваа збирка песни, стихозбирка, всушност не е стихозбирка, тоа е збирка на народни, македонски народни песни кои што тој ги пронашол, открива многу песни кои што ние ги знаеме денес благодарение на него. Точно да, таа збирка е плод на повеќегодишното истражување на тие фолклорни бисерчиња што ги собирал. И издадена од страна на културно-уметничкото Гоце Делчев, друштво Гоце Делчев од Скопје. Биографијата на песните направена од македонскиот етномузиколог Живко Фирвов, а калиографијата од Ганчо Пајтоджиев. Самиот концепт на збирката на народни песни овозможува таа да има широка примена во музичкото образование, во културно-уметничките друштва, ансамбли, меѓутоа и во науката, за оние што се занимаваат нормално со таа проблематика. Во нејзе се застапени оние песни кои што ние ги знаеме. Бело лице љубам јас, ајде да бегаме, морива се, го фатиле клети турци, чупче онака и многу други. Оно што е интересно, напомнам, била формирана женската вокална група Бапчорки. Меѓутоа после нејзе се формирали и други вокални групи, како што се Воденки, Мегленки, Сирма, која што станала позната по интерпретација на песна Пара Бирит Киселе.
Значи тие биле и ние ги знаеме, значи тие песни како звучат, меѓутоа она што е интересно е што денеска тие се уште го привлекуваат вниманието на македонските групи изведувачи. Меѓу нив се наоѓа македонската етно група Љубојна, која што во нов аранжман ги има интерпретирано Твоите очи лено мори и Апсана ме краде. Значи на некој начин тие уште повеќе се доближуваат до помладите генерации и се отргнуваат, односно остануваат во трајни сеќавања за сите времиња. Дуневски е бил многу паметен, лидер, остроумен, тоа веќе го докажавме, но доказ за тоа е и тоа што бил голем иницијатор уште од тогаш да се создаде културно-уметничко друштво. Точно така, значи тој бил иницијатор и бил првиот председател на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, кое што тогаш функционирало во Автокоманда. Денеска е преместено во просториите на МКЦ, Младинскиот културен центар. Благодарение на неговите преговарачки способности кои што ги поседувал, тој значи не само што бил председател на друштвото, туку и придонел да биде друштвото носител на манифестацијата Песна за Гоце. Во текот на неговото повеќегодишно управување и со културно-уметничкото друштво и со манифестацијата, тој се нормално се случувал со големи предизвици и со проблеми. Меѓутоа, начинот на кој што се справувал со нив, ги надминувал, ги решавал, начинот на кој што комуницирал со луѓето, начинот на кој што членовите и неговите соработници ги привлекувал да чекорат заедно со него и да ги реализираат оние негови длабоки замисли, кажува дека тој навистина бил лидер во вистинска смисла на зборот. И всушност, неговите повеќегодишни соработници, кои што за среќа денеска се уште живи, сведочат за тоа дека неговиот дух е се уште присутен во културно-уметничкото друштво во манифестацијата Песна за Гоце. И тоа зборува дека тој како голем човек, значи се карактеризирал со особини и вештини кои што стануваат во трајни сеќавања за сите времиња. Односно дека бил главен двигател или спиритус моментс, значи че културни карактеристики остануваат во културната меморија. Наташа, истрајноста на Ѓорги Дуневски ве отсликува и вас. Со тоа што го правите ова дело, ја создавате оваа монографија во негов спомен, покажува дека и вие сте на некој начин една дама која што е истрајна како него, со оглед на тоа што доколку се обидеме да побараме нешто за Ѓорги Дуневски на интернет, премногу оскудни информации, многу малку податоци за него. Овде ми се наметнува прашањето. Што се ве натера вашата желба за да постигнете кон посакуваната цел да го издадете ова дело? Какви се истражувања, каде истражувавте и колку време ви одзеде ова дело? Ви благодарам, Александра. Значи, пред се, како што на почетокот напомнав, за мене императив представуваат луѓе кои што целиот свој живот се обидуваат да создаваат вредни дела за себе. Значи, со тие своји вредни дела ти оставаат печак, дека живееле, дека постоеле, дека биле тука. Зборам вредни дела кои што даваат придонес, значи продуктивно влијаат врз целокупното општество. И мислам дека секој еден човек, без разлика на возраста, треба да се стреми кон тоа, да си даде еден свој печат на својот живот. Морам да напоменем дека во оваа монографија се публикувани и научно се обработени голем број на архивски документи кои што досега не се обработени. Значи се необјавени. Од друга страна, самата монографија изобилува се приложени фотографии кои што кажуваат многу повеќе од колку тоа што ние на прв поглед го гледаме. Така што оваа монографија има двојна улога. Од една страна, читателите ги запознава со случувањата и настаните, додека од друга страна, самите приложени фотографии даваат можност приказната да биде поширока и побогата. И поинтимна за него, за Точно така. живот. Морам да се заблагодарам на семејството на Дуневски за нивната несебична соработка и само прекор, значи вложен труд нормално при изработката на оваа монографија, која што секако при да биде објавена или да беше дадена нови да видат, односно да прочитаат дали и во ред мислам во смисла сепак дека тоа е човек кој што оставил големи траги зад него и кој што јас сакав опстојно тоа да го прикажам. Значи не сакав ниту еден момент од неговиот живот да остане зацкриен. Затоа и се вика прв том. Значи он толку вредни дел оставил за себе кој што веќе ќе има и во следно продолжување во вториот том, за што ќе говориме. Значи во книгата се користени архивски документации од неговото семејство, кој што он покрај тоа што бил откривач и истражувач, бил многу уреден во средување на својата документација.
што тоа е многу голем плюс за нас научните истражувачи. Така што тоа е она што мене ми импонираше и се уште ми импонира, значи неговиот ентузијазам, неговата посветеност, истрајност, луцидност, повторно ќе напомнам. Тоа се тие карактеристики кои што го карактеризираат како главен двигател, односно како доајен кој што оставил исклучителен вреден принос во македонската фолклористика и во културната историја на Македонија. Ме радува што има уште многу да се чита и да се раскажува за него, но еве за самиот крај ќе го заокружам разговорот со тоа што ќе ве прашам како ја замислувате иднината на првиот том и каде посакувате, во чии раце да падне оваа книга? Значи, Ѓорги Доневски, анализирајќи го неговиот живот, е поделен на неколку етапи. Со оглед на тоа што тој целиот свој живот го посветил на македонците од Егејска Македонија, тој иначе е познаен ширум светот. Значи, секаде каде што има македонци од Егејска Македонија, неговото име е познато. Така што се надевам дека оваа монографија ќе дојде, значи, до сите оние егејци од македонци од Егејска Македонија ширум светот, барем по неколку примероци да дојдат до нивните раце. Значи, тоа е она мојата замисла и она кон што се стремам во иднина, иначе оваа монографија да се преведи на англиски јазик, па така да може, значи, и не само доселениците од Македонија, туку и останатите овие кои што живеат во Австралија, Канада, Соединетите американски држави, да може да прочитаат со колку исклучителни луѓе, значи, Македонија може да се гордее. Односно, македонската историја, значи, колку, значи, вредни луѓе има кои што дале придонес во незината презентација и афирмација ширум светот. Да, и за самиот крај ќе акцентираме и ќе потенцираме дека оваа книга треба да ја прочитаат и новите генерации, би било од огромна важност и значај на тој начин новите генерации да го зачуваат она древно и вековити старо и години старо нешто што некогаш нашите предци го создавале. Апсолутно се согласувам, бидејќи фолклорното творештво е олицетворение на самите нас. Значи, он не само што го презентирал вокалното фолклорно творештво, меѓутоа со настапите на женските вокални групи, бидејќи настапувале, значи, во автентични носи, значи, го прикажал и нематеријалното културно наследство на Македонија. И мислам дека секој еден човек, без разлика на возраста, значи, треба да знае од каде потекнува и да се гордее со тоа што ние го носиме како држава. Благодарам многу. Ви благодарам и на вас.